Непријатна сцена се случи, со она што се случува последните 40-50 дена, односно од кога е притворен, почна да повреќа и колабираше и не беше контактибилен одредено време. И сега е донесена, дојде брза помош и однесена понатамошна инвестигација во, не знам во која клиничка болница, дали беше 8 септември или не знам. Иако има мислење од клиниката за торакална хирургија дека е неопходна хоспитализација заради целокупната здравствена состојба. Прилично непријатна сцена, која што нема никаква врска со правото и тоа е што се случи. Има ли сигнал од обвинителството дека може би размислуваат да побарат подлага мерка барем поради здравствената состојба? Не сум ни јас во состојба сега да зборам, стварно непријатни сцени се тоа. Второ, обвинителството како и јас не сме лекари, но она што го видовме не беше воопшто пријатно, така да секој човек заслужува, и тоа е уставно гарантирано начело, право на живот. Сега јас сметам дека секому мора да се даде адекватна медицинска нега, независно дали и што сторат. Кривична или било каква постапка една работа, правото на живот и на здравје е друга работа. Не случајно е сега однесен хитно во болница и не случајно до сега најмалце 20 пати бил на субспецијалистички прегледи, има мислење дека е неопходна хоспитализација, па ќе видиме. Толку можам за сега да ви кажам, а понатаму ќе ви известам. Не воопшто, јас кога дојдов, он веќе повраќаше во ВЦ-то, значи воопшто ни исказ ни ништо, повраќаше масивно во ВЦ-то, беше една грда сцена, потоа дали изгуби свест, дали едноставно не беше контактибилен, ни со мене, ни со лекарите. Многу грда сцена која што е прилично мачна. Толку би можел да ја кажам. Благодарам.